Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот Дневник на Сител ќе гледате. Владата ќе посегне и по акцизата на горивата за да го амортизира растот на цените на нафтата и намаленото ДДВ ќе продолжи да се применува. За СДСМ мерките се задоцнети оти се поскапело. Мицкоски го обвини СДСМ дека действува како општинска организација на некоја бугарска партија која наместо на македонските им се додворува на бугарските граѓани. За Филипче Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. МОН откри приватен институт во простории на обложувалница со само 2 столици и 2 душека. Институтот е затворен, а министерката вели дека токму поради вакви случаи е неопходен новиот сет закони за високо образование. На клиниката за онкологија бележат зголемен број пациенти и се зголемува и процентот на преживување. Според Фондот за здравство, тоа се должи на достапна современа терапија и зголемен буџет. САД со специјални копнени трупи и од воздух го бараат пилотот на соборениот авион F-15. Награда од $60,000 распиша и Техеран. Ормудскиот теснец и натаму блокиран за непријателите на Иран. Во тема на денот со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Владата ќе посегне и по акцизата на горивата за да го амортизира растот на цените на нафтата. И намаленото ДДВ ќе продолжи да се применува. Во продолжение за кои мерки ги презема владата, но и за тоа што вели реакцијата на опозицијата. Акцизата кај дизелот ќе се намали за 4 денари, кај бензините за 2, за да се спречи енормно поскапување на горивата од понеделник. Премиерот Мицкоски утре на вонредна владина седница ќе предложи 7 мерки. Меѓу нив и продолжување на намалениот данок на додадена вредност кај горивата на 10%. Се преговара и со ОКТА, попусто да го продолжат и во следните 2 недели. Дизелот ќе се коригира, предпоставувам, во понеделник за околу 3 денара. Имајќи предвид дека полека, но сигурно истекува и оној попуст кој што го дава ОКТА, ќе ги обновиме разговорите со нив да видиме дали ќе го продолжат и понатаму, а попустот беше 3 денара за дизел. Доколку тоа го продолжат и понатаму, тоа ќе подразбира дека нема да има зголемување за дизелот, од онаа максимална цена која што утврдува регулаторната комисија, а за бензините исто така 2 денара, тоа значи дека негде околу половина денар ќе поевтинат. И доколку ОКТА ги проложи ние 2 денара за литар бензин, тоа значи дека ќе имаме повторно 2,5 денара поевтин литар бензин. Ке предстои тешка година и владата мора да биде подготвена за да го заштити стандардот на граѓаните. Ако кризата потрае, ке се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи. Министерството за финансии анализира сите оние основни прехранбени производи кои што се со 5% да ги намалиме на 0%, да се практично без ДДВ. Министерството за финансии тоа го анализира, но тоа е премалку споредено со овие поголеми мерки кои што се похолистички пристап споредено со овие што го кажувате. Така што и тоа ќе го имаме во предвид. Нашите прогнози се и очекувања се информации кои што ги имаме дека ќе има продолжено дејство целата оваа криза. Мора да се подготвиме за тешка година, но како и да е, ние сме тука да ги следиме сите овие работи и да реагираме врз основа на приоритетите сите чинители. Веќе е доцна за мерки, вели опозицијскиот лидер Филипче. Граѓаните ја платија цената со купување поскап леп, масло за јадење, млеко, брашно, овошје и зеленчук. Затоа го повика Мицкоски да прифати дел од она што СДСМ неколку пати го предложи. Апелирам владата да се свести, премиерот да почне да живее во реалноста, тука кај нас, да престане вака дилетантски да ја води владата, да баре малку се замисли, помисли како живеат граѓаните и да ги прифати нашите предлог мерки, пакет на мерки. Сега, иако е касно, колку толку ќе имаат некаков ефект, да ги прифатеше. Пред неколку недели немаше да има вакви ценовни шокови за граѓаните, ниту пак други продукти и други сегменти ќе беа во ризик да поскапат цените, како што е тоа случај сега, освен ДДВ-ата за храна, за горива, акцизите за горива и преполовување на цените на батерините. И второ, владата сериозно да ги разгледа
опциите за зголемување на државните резерви на нафта. Инаку владините мерки ќе го чинат буџет од неколку десетици милиони евра, вели премиерот. Затоа веќе од мај ќе се крои ребаланс на буџетот, кој би се усвоил во парламентот во јуни. Ќе се скратат непродуктивните трошоци, за да има повеќе пари за помош на граѓаните. Со тоа Мицкоски очекува инфлацијата наместо двоцифрена сега да се движи околу 4 до 5%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Мицкоски го обвини СДСМ дека действува како општинска организација на некоја бугарска партија која наместо на македонските им се додворува на бугарските граѓани. За Филипче Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. МОН откри приватен институт во простории на обложувалница со само 2 столици и 2 душека. Институтот е затворен, а министерката вели дека токму поради вакви случаи е неопходен новиот сет закони за високо образование. Евроинтеграциите и Бугарија и натаму теми за кои власта и опозицијата стојат на диаметрално спротивни страни. Мицкоски обвини дека СДСМ действува како општинска организација на некоја бугарска партија која наместо да им се допадне на македонските граѓани им се додворува на бугарите. Филипче пак одговара со контраобвинувања. Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. СДСМ действува како општинска организација на некоја бугарска партија среде изборите таму и наместо да гледа да им се допадне на македонските граѓани, тие гледаат да се додворат на бугарите. Мицкоски со обвинувања за критиките на Филипче дека владата води анти-ЕУ политика. Делува како општинска организација на некоја од партиите кои што се борат на изборите во кај нашиот источен сосед и со своите изјави, со својата реторика, наместо да гледаат да им се допаднат на македонските граѓани и гласачи тука, тие се повеќе гледаат да се допаднат на бугарските политичари. Ете тоа е вака отприлика европскиот пат на СДСМ, колку повеќе ќе коленичат таму и колку повеќе ќе бидат снисходливи на дел од бугарските политичари, тие мислат дека така ќе постигнат резултат. Но добрата вест е што после следните избори оваа политичка партија мислам дека ќе биде сведена на нивото под маргина и ќе биде маргинална политичка партија. Филипче пак одговара со контраобвинување. Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. Што е коленичење? Што е предавство на македонските национални интереси? Како тоа? Со тоа се што е направено до сега од владите на СДСМ во изминатите години, некако се биле загрозени националните интереси. Сите знаат, вратите ги има изјави премиерот, дека он нема ништо против ставањето на бугарите и останатите малцинства во Уставот. Зошто не се прави тоа што ништо не загрозува? Кога сега е вратата во Европа отворена, кога тоа што децении и децении сме го чекале, генерации и генерации, верувале во тоа, знаат дека е стратешката определба на земјата, оваа влада не го исполнува. И јас ќе ви кажам што е причината. Бизнис интересите. И одработувањето за интереси на други држави, што е рамно на национално предавство. И сега кажам, по трет пат, во овие изминати недела 2, Христијан Мицкоски прави национално предавство на македонските национални интереси. Лидерот на СДСМ пред 3 дена најави дека со писмо ќе ги известува државите на Европската Унија дека владата системски ги блокира евроинтеграциите. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Министерството за образование и наука откри приватен институт во простории на обложувалница со само 2 столици и 2 душека. Институтот е затворен, а министерката вели дека токму поради вакви случаи е неопходен новиот сет закони за високо образование. Законите в понеделник влегуваат во владина процедура, а опозицијата не се согласува со предлогот. Министерството за образование открило приватен институт во обложувалница. Станува збор за институт за биометриски истражувања, кој бил регистриран и требало да врши научно-истражувачка дејност, но при проверките Министерството нашло дека се наоѓа во задните простории на казино со 2 душеци и 2 столчиња. Институтот е затворен по проверката. Ние во изминатиот период затворивме така наречени 14 приватни институти. Зошто така наречени? Најбруталниот пример беше кога комисијата од МОН отиде да направи увид на еден институт
Тој беше регистриран во кладилница, во задната просторија на кладилницата, каде што институтот требаше да ги обавува своите функции на 2 столчиња и 2 душека. Овој пример министерката го посочува како доказ дека е потребен новиот закон за високо образование, кој во понеделник треба да влезе во владина процедура. Јаневска вели дека се земени предвид сите забелешки. Се што дополнително ќе стигне до задутре ќе биде разгледано. Најголемиот дел од забелешките влегува во пакетот закони. Но за приговорите на приватните факултети дека треба да имаат вработено 5 доктори на науки наместо 2 како досега, министерката вели дека по сериозна анализа тоа се мерки за да се подобри високо образовната дејност во земјата. Да, можно е да е тешко да се обезбедат 10 доктори на науки, но со оглед дека продукцијата на доктори на науки пак беше висока, им препорачувам да си најдат од тие што честно ги завршиле тие студии, да си вработат луѓе, наместо да ги злоупотребуваат. Денес ги примаат 10, поминува институционалната акредитација, подвадена отпуштаат 5. Тоа исто така не е во ред. И за тоа сме свесни. Според премиерот, досегашниот закон го уништил високото образование. Професорите кои сакаат да се занимаваат со високонаучна дејност, треба тоа да го прават, а не да им е хоби, вели Мицкоски. Тонеме, од година во година тонеме, и тоа е резултат на оној катастрофален закон донесен во 2017-18 година, би рекол, кој што директно го уништи високото образование во Македонија, и затоа ни се случуваат саеми овдека од некои други балкански земји, па младите гимназијалците ги примамуваат со разноразни стипендии и слично. Председателот на СДСМ вели новиот закон има многу пропусти и нема да го поддржат. Ке дебатираат и ке поднесат амандмани во собранието. Филипче вели потребни се промени, но во моментот државата нема капацитет да ги спроведе. Како може да се дозволи да професори се шетаат од една у друга институција? Значи, некој си ја гради кариерата професорска во една институција и најнаш му доаѓа некој од друго место. Зашто? По волја на министерот или министерката. Го нема нигде у свет. Никаде во свет го нема. Понатаму, се наметнуваат критериуми за избор, за публикации на стручни трудови за кои што нашиот научен систем, не само образовниот дел, научниот, не е спремен. Откако новиот закон за високо образование ќе биде усвоен на влада, ќе биде доставен пред пратениците во собранието. Тамара Дичевска, Сител телевизија. На клиниката за онкологија бележат зголемен број пациенти, но се зголемува и процентот на преживување. Според Фондот за здравство, тоа се должи на достапна современа терапија и зголемен буџет. Според Здруженијето Хема Онко, периодов сите пациенти се покриени со терапија. Задоволни се што висок процент на пациенти добиваат имуно и биолошка терапија. Загрижувачки расте бројот на болни од рак, но се зголемува и периодот на преживување. Во анализата на клиниката за онкологија за канцер на дојка, бели дробови и меланом, секоја година има се поголем број на ново диагностицирани, но и се повеќе пациенти добиваат соодветен третман. Само со овие 3 канцери на терапија во моментот се 10.000 пациенти, од кои 7.000 со рак на дојка. Кумулирање на бројот на пациенти, значи се должи меѓу другото и на продолжување на третманот, прологиран, значи станува збор за терапија, посебно иновативна терапија која е ефикасна, значи во третманот на овие заболувања. За третман на тешко болните со современа терапија, клиниката секоја година добива повеќе пари од Фондот за здравство. 17 година е околу 10 милиони евра годишно, потоа расте во следните години на околу 12 милиони евра и почнува значено да се зголемува во последните неколку години. За 26 година буџетот на клиниката ќе изнесува околу 57 милиони евра или 3.513 денари, што е зголемување од 14% во однос на минатата година. Од Здруженијето Хема Онко вела дека периодов сите пациенти се покриени со терапија. Се случувало да снема некои лекови, но за кратко време се обезбедувале со анекси, бидејќи никој не може да предвиди на почетокот на годината колку ново диагностицирани ќе има.
Задоволни се што доста висок процент на пациенти добиваат имуно и биолошка терапија, која го продолжува животот. Тоа рипање е посебно евидентно во оваа година, каде што имаме 7000 вкупно пациенти на дојка, кои што се со преживеани од минатата година, што значи дека на пациентите она кое што ние сакавме да го постигнеме е да им се пружи шанса како во светот преживувањето да биде 7 и поблиску до 10 години, бидејќи во светот тенденцијата со овие терапии е 10 години и тоа не става негдека во однос на терапија како фронтранери на Балканот, со достапност на терапија. За прв пат во јавното здравство на онкологија е воведена нова метода за прецизно зрачење на метастази на мозокот, зашто досега пациентите беа упатувани во странство. На клиниката функционираат и 3 акцелератори, од кои едниот по повеќе годишно стоење во магазин, лани беше ставен во функција. Александар Динев, Сител телевизија. Тутунопроизводителите од земјава во Прилеп го одбележаа 4 април денот на тутунските работници. Тие не се задоволни и со понудените цени за новата реколта од страна на откупувачите. Ќе бараат промени со анекси на договорите пред почетокот на откупот. Сојузот на Сдруженија на тутунопроизводители на Македонија во Прилеп го одбележа 4 април денот на тутунските работници. На денешен ден во 1873 година во Прилеп е отворен првиот магазин за откуп на тутун, со што оваа култура на голема врата влегува во Македонија. Но денес тоа производство е нестабилно. Иако има сигурен пласман, зависи сепак од цените кои што секоја година се различни. Поради тежината на обработката, за жал го обработуваат само средната и постарата генерација, а младите го избегнуваат. Токму затоа како значајна стратешка култура која што носи над 200 милиони евра девизен приход за државата и од која што зависат над 80.000 граѓани. Тутунопроизводителите бараат поголема заштита и поддршка од страна на институциите. Младите избегнуваат во одгледувањето на оваа култура, затоа што истата е макотрпна работа, нормално сите бараат полесна работа и затоа, за да се одржи ова производство, многу е битно да има исплатлива цена, а преку цената е основна призма за да можат и младите да се зафатат со продолжување на производство на оваа култура. Во моментов тутунот заедно со субвенциите се плаќа по 500 денари за килограм и покрај големите предизвици, тој сепак е најисплатливата земјоделска гранка кај нас. Тутунарите бараат зголемување на цената ако сакаме негов развој, но исто така бараат и проценка по класи, а не целото производство како досега да се купува во една класа. Веќе не може откуп да биде за 25 дена се купува 26 милиона тутун. Тоа го нема нигдека. Се знае тутунот е 90 дена до 100 дена откупот. А тутун има уште во Долна Нижа, нема уште 200 тона, 250 тона не е откупен. А што ќе пра некој има цела берба му стои. Тутунарите не се задоволни и со понудените цени за новата реколта од страна на откупувачите и ќе бараат промени со анекс на договорите пред почетокот на откупот. За Сител Дарко Штарговски. Општините од југоистокот, од Струмичкиот регион пак одлучија со термални камери да ги детектираат пожарите на депониите и пироманите. Со помош на термални камери и современа технологија за рано откривање и превенција на пожари, општините од Струмичкиот регион ќе ги детектираат потпалувачите на дивите депонии и пожарите на отворено. За таа цел, Центарот за развој на југоисточниот плански регион започна со реализација на проект преку кој ќе се воспостави модерен и ефикасен систем за рано откривање и спречување на пожари, особено на депониите. Во рамки на проектот ќе се инсталираат интегрирани системи кои ќе користат комбинација од сензори, термални оптички камери и софтвер за анализа на податоци. Проектот се реализира како дел од прекуграничната соработка со соседна Грција и има вкупен буџет од нешто повеќе од 1,2 милиони евра, од кои околу 302.000 евра се наменети за активностите на македонска страна. На македонска страна, значи, ќе се монтира термална камера на општина Босилово, која ќе опфаќа во радиус од 14 километри, кои ќе бидат офатени и општините Струмица, Ново село и Василево. Целта на термалната камера е рано откривање и превенција на пожари на самите депонии за отпад.
Покрај технолошките решенија, проектот предвидува и повеќе други активности, како што се кампањи и обуки за подигање на јавната свест во локалните заедници, мапирање на неконтролирани депонии и изработка на студии за нивното влијание врз климатските промени. Освен инфраструктурни активности, во самиот проект се предвидени и меки активности, кои што ќе ги вклучува луѓето со цел мапирање на неконтролирани депонии во регионот, кампањи за подигнување на јавната свест на луѓето, одржување обуки во општините, во јавните институции, како и одржување на обуки во самите противпожарни служби. Во рамки на проектот на грчка страна ќе бидат инсталирани интегрирани системи за рано откривање на пожари во 3 санитарни депонии, додека останатите активности ќе бидат насочени кон унапредување на постоечките системи за управување со отпадот, модернизирање на депониите и обуќи за персоналот. Проектот ќе се имплементира во наредните 2 години. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. По една година молк семејствата на жртвите од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани бараат одговори за причините за смртта. Тие најавија протести пред Институтот за судска медицина, доколку во рок од 3 дена не добијат писмени резултати од токсиколошките анализи, посебно за присуството на цијаниди. Се уште нема одговор. Дали биле земени биолошки примероци? Што точно било анализирано? Дали постојат токсиколошки резултати? И која е вистинската причина за смртта на нашите најмили? Прашуваме! Зошто се правиш обдукција ако не е завршена работа целосно? Зошто семејствата добиваат нецелосни информации? Кој штитите? Кого? Државата ли? Институциите ли? Министерствата ли? Ова не е само институционална тишина, ова е административно прашање. Ово е прашање на човечност, професионалност и одговорност кон семејствата кои изгубија се. Ова е неприфатливо сокривање на информации за семејства кои имаат право на вистина. Бараме одговор, вистина и достоинство. Да, причините за Кочанската трагедија, едно од прашањата во тема на денот со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојан Ангелов. Добро вечер. Добро вечер. Господин Ангелов, еве нешто повеќе од година дена помина од оваа трагедија. Во последните рочишта судски за трагедијата, при сведочење на лица од Дирекцијата за заштита и спасување, се дозна фрапантни податоци. Например, дека во Кочани со години нема инспектор, ниту е направен инспекцијски надзор, ниту пак има кадар во подрачното одделение, зборувам претходно. Каква е сега состојбата со кадар, со инспекцијските служби? Организацијската поставеност на овој сегмент во дирекцијата не е територијална. Ние имаме инспектор во Виница, кој што не го покрива само градот Виница, туку ги покрива и соседните општини. По потреби истиот може да биде испратен и во Скопје, па во Кичево, во Тетово или било каде на друго место. Така што инспекторите не действуваат територијално. По оваа ужасна трагедија, инспекцијските надзори се значително зголемени. Овие луѓе кои што сега ги имаме како дирекција, моментално се 13, даваа се од себе, би рекол со надчовечки напор за да се извршат што повеќе инспекции. Но бројот на објекти е огромен. Ние имаме повеќе од 10.000 објекти кои што подлежат на инспекции, иако во овој период нашиот фокус беше ставен пред се на места каде што се собираат повеќе луѓе. И како што и знаете, знае јавноста, после трагедијата беа откриени многу дискотеки, но и генерално гостителски објекти од различни типови, кои што не ги исполнуваат ниту основните стандарди, но исто така покри инспекциите кои што ги работиме самостојно како дирекција, ние асистираме и на МВР, односно заедно учествуваме во акцијски контроли, во кои што секоја инспекција ја проверува обврската на оној кој што е инспектиран од незината надлежност, така што заедно со МВР, додека полицијата си работи незината полициска работа, инспекторите на дирекцијата проверуваат дали е противпожарната заштита во ред. Дали тоа значи дека сега релативно редовно се врши контрола на клубовите, пред се, за ПП заштита, но и на другите објекти, како што рековте, дека имате 10.000, ако не знам како ќе постигнете, например, за една година да проконтролирате дали ги има. За тоа е потребно барање за да извршите инспекција сега од
барање од други инспекторати, од други институции, или вие по допрен глас или по некаква агенда, по некаков распоред? Ќе се обидам да бидам илустративен. Дали полицијата го контролира секој возач? Ќе направам споредба. Така како што е невозможно полицијата да го контролира секој возач, туку тие контроли се случајни. Но вие никогаш не знаете кога ќе ве сопре полиција. Слично се однесуваат и нашите инспектори. Бројот на објекти во никој случај ние не можеме на годишно ниво да ги поминеме. Значи тоа е невозможно. Само бројот на... Земете го Скопје за пример, колку дискотеки, колку кафичи, кафе барови, ресторани, игротеки, школи, основни, средни, високо образование и така натака. Значи објекти каде што се собират по голема група на луѓе постојат само во Скопје. Невозможно е сите тие да бидат извршени, да биде врз нив извршена инспекција, така што јас и како директор на ДЗС апелирам до самите собственици или оние кои што стопанисуваат со ваквите објекти, самите да после оваа ужасна трагедија во која што државата доживеа ненадоместлива загуба, особено семејствата, едно сочувство, повторно да изразам до нив, силно сочувство, така што очекувам, но тоа можем и да го потврдам, бидејќи сега генерално благодарение на вас медиумите, се разбира и институциите, мислам дека состојбата е значително подобрена, бидејќи често се случува од нас одредени субјекти да бараат помош да извршиме доброволна, да кажем, во наводници инспекција, односно да идеме да погледаме дали е се во ред во согласно со закон. Ако сте во една ваква ситуација, ако на обвинителна клупа во случајот Пулс седат поранешните директори на ДЗС, ви врши тоа притисок врз работата? Не, јас со тоа сум расчистил позицијата и во ЦУК и во ДЗС е таква да многу лесно може да се заврши со обвинение, но мојата перцепција е дека вината на претходните директори не постои. Зборам за директорите, сега некој кој што бил директор пред 10 години, од друга страна и својството на правно лице на самата дискотека е нерешено, односно дискотеката не била легална во моментот кога се случува трагедијата, така што таа и не подлежала на надзор на дирекцијата, но еве да оставиме и овие зборови, може да имат влијание, но да оставиме на судскиот процес да видиме што ќе одлучи судијата, односно судиите. Добро, толку закочани тоа што е актуелно сега е што дирекцијата доби 2 нови пилота на авиони за гасење пожари на отворено. Сега чинам имате вкупно 5 мина пилоти. Дали се работи за повторно за пензионирани кадри, како што адхок ги решававте случаите, или за млади кадри кои што заврши обуката? Едниот е пензиониран, ама млад. Има 53-4 години. Така, пензиониран и млад е релативно кога се работи за возраст. Јас се уште специфични. се чувствувам младо, можеби не во цветот на младоста, во недостаток на лица, млади лица кои што ги исполнуваат условите да бидат испратени на преобука, бидејќи во јавноста настанува мала забуна околу тоа што е обука, што е преобука. За да некој стане пилот на трактор треба да има најпрво дозвола за летање. Може да има спортска дозвола, но таа исто така не ни врши работа, значи треба да има професионална дозвола. И сега дискутабилно ние бараме барем 400-500 часови летање, поминато време во авион, повеќе е подобро. Во недостаток на вакви лица, јас користам прилика во сите вакви мои настапи, ги повикувам сите заинтересирани да дојдат да поразговараме, бидејќи може да се најдат одредени решенија. Размислувам и во насока да нешто и ние субвенционираме, бидејќи имаме начин како тоа да го направиме, иако АЦВ веќе има една многу позитивна идеја, во тек е тој процес каде што треба да се создадат 10 пилоти, што значи не сите кандидати дека ќе станат пилоти. Овие ќе одат повторно на дополнителна обука или се веќе подготвени да влезат во аеротракторот и да извршуваат работата за што ќе се. Беа ја завршија обуката во Шпанија, пред една недела се вратија 20 пилоти кои што, да кажам условно, во мое време успеав да ги примам во дирекцијата. Едниот е полковник во пензија, поранешниот командант на воздухопловниот винг, полковникот Малезански Роберт, до кој што сум многу благодарен, бидејќи го замолив да ја прекине неговото удобна воена пензија и да дојде да помогне со неговото огромно искуство, не само како пилот, туку како и менаџер на целото ово оделение. Верувам дека заедно со останатите лица кои што работат во ово оделение, а се вкупно 10, значи немаме многу луѓе, ни недостасуваат и во делот на авиомеханичарите, авиоелектричарите, но ние во моментот кога дојдов директор на ДЗС имаше 1 пилот, сега имаме 5.
но сме во постојана потрага и во одредени преговори со други лица кои што би ги упатиле на обука. А каква е состојбата со ер-тракторите? Досега речиси бевме навикнати редовно за време на сезоната, условно сезоната на пожари, некој да биде на сервис. Двата ер-трактори се благовремено однесени на сервис, моментално се во Загреб. Очекувам во текот едниот до крајот на април, другиот во мај да бидат вратени, но дури и кога би имало доцнење, во секој случај во мај истите ќе бидат овде уредно сервисирани, додека третиот направив така што тој, бидејќи веќе минатото лето доцневме со него, намерно го разлеков испраќањето на сервис по завршувањето на сезоната, за да имаме во секој момент еден, бидејќи не е добро сите три да бидат во исто време надвор од државата. Во овој момент ние имаме еден функционален ер-трактор за не дај Боже и 5 пилоти. Јас сум убеден дека во мај ќе ги имаме сите три ер-трактори. Сезоната на пожари реално започнува некаде во почетокот или средината на јули. Зборам тогаш кога веќе навистина се потребни летала. Добре, сега со колку вкупно летала располагате или можете да сметате на летала, тука мислам и на хеликоптерите, за справување со пожари на отворено пред се на недостапни терени, се разбира? Бидејќи го водам и главниот штаб за управување со кризи, кој што е непосредно задолжен за менаџирање на сите државни ресурси, ова лето очекувам МВР да имат 3 хеликоптери. Имавме средба со министерот Тошковски пред известно време. Во процедура е поправка на еден од големите хеликоптери и Ми-18 конкретно, но за тоа ќе повикате некој од МВР. Но искрено има големи шанси да имаме соодветен број и на хеликоптери, бидејќи армијата ќе имат одреден број на летала, но сепак во овој момент не би зборувал на таа тема, може да повикате некој од МВР или од... Дали пренаменетите армиски и полициски оклопни возила остануваат единственото заселување за справување со пожарите од земја? За почеток сами рековте, ќе имаме 3 ер-трактори, ќе имаме повеќе хеликоптери од земја, но видите, понекогаш од земја не е доволно. И во овој момент овие возила се преместуваат во касарната или на војниот полигон Криволак, каде што ќе бидат сместени се до почетокот на пожарите, после тоа ќе бидат разместени на критичките места, онаму каде што е најнеопходно. Во овој момент се работи на нивна проверка, контрола. Следниот период ќе се направи сервисирање на оние за кои што тоа е неопходно. На најголем дел од нив ќе бидат заменети гумите, ќе се стават нови гуми кои што ќе ги подобрат и безбедноста, но и нивните карактеристики. И очекувам сите овие возила до почетокот на јуни да бидат ставени во целосна функција и значително да ни помогнат во борбата против огнените стихии. Што значи за противпожарната заштита меѓународниот проект Forest Fire? Дали опфаќа соработка со земјите кои што се учеснички во проектот, Грција, Кипар, Црна Гора, Албанија и Бугарија и помош? Во овој момент не само Forest Fire струга, туку ние имаме околу 20 проекти. Во поголем дел од овие проекти има набавка на противпожарна опрема или на возила, кои што и тоа како ќе бидат добре дојдени кај нас. Во наредниот еден месец очекувам 2 теренски возила да бидат купени од страна на дирекцијата преку еден од проектите на кои што работиме. И сите вакви проекти се драгоцени. Некои од нив се како и прилогот предмалку кој што можев да го слушнам кај вас. Сите се поголемиот дел се прекогранична соработка, но некои од проектите се става видео надзор над критички точки. Во овој момент ние како дирекција имаме под наша контрола неколку камери во Струшко, но и на други места преку кои што директно можеме да наблюдуваме одредени критични точки. Слушна фрапантни бројки за откриени за останати гранати пред се во Пелагониско, тука мислам, од претходните војни, главно потекнуваат веројатно од Првата светска војна. Колку до сега сте откриле? И што е најважно, што велат проценките, колку ги има? Во овој момент, односно минатата недела, се најдо 249 минофрлачки гранати во Битола на 50 на 100 метри од згради, од куќи и околу 150 рачни бомби, но можно да се работи за некаков магацин од Прва светска војна. Акцијата продолжува со нашите скромни човечки потенцијали, бидејќи во овој момент дирекцијата има само 2 пиротехничари, односно деминери, кои што даваат се од себе да ги соберат сите пронајдени неексплодирани убојни средства, кои што ги пријавуваат граѓаните
градежни фирми или различни институции и овде очекуваме да биде најдена многу поголема количина на експлозивни материи. Истите внимателно се отстрануваат. Тие се надворешно кои ги гледате рагьосани, но може да дојде до експлозија во било кој момент, а таква голема количина може да направи голема беја. И да подсетам, мислам дека веќе неколку пати јавно зборував, на брегот на Преспанско езеро, во текот на есента, по повлекувањето на водата, беа најдени 2 гранати со боев отров, исклучително опасни, убиствени, кои што стотици метри понатаму, доколку се активират, може да убијат многу луѓе, значи содржат газ кој што доведува до парализа, брза смрт или тешко оштетување на организмот на сите живи суштества, не само на луѓето. Веднаш потоа таму ги испратив нашите деминери кои што го претражија тој простор. Сега водата повторно е надојдена, но таму имаме ставено фокус, бидејќи постои можност да има и други вакви гранати, односно средства кои што може да бидат високо убиствени. За докаде е процесот на спојување на дирекцијата со ЦУК? Има нови моменти? Кабинетот на вице-премиерот Димовски забрзано работи. Во работната група која што е формирана од страна на неговиот кабинет имаме представници од дирекцијата, исто така од Центарот за управување со кризи, од МВР, верувам и противпожарните единици, така што се работи забрзано и веќе има една, би рекол, работна верзија на законот, како што каже вице-премиерот овде кај вас пред известно време, но верувам дека набрзо ќе имаме една верзија која што ќе може да биде дадена на понатомошно разгледување. За крај, не можам да не ве прашам, со оглед дека годинава навршува 25 години од почетокот, па и крајот на војниот конфликт 2001. Вас војниот конфликт ве дочека како полицаец, раководител на сектор во Радуша. Така. Како гледате од оваа дистанца? Македонија е подобра, побезбедна, подемократска земја или земја со повеќе проблеми? Сега сум директор на институција во која што работат и албанци, но факт е дека од страна на албанскиот политички фактор рамковниот договор беше злоупотребен и значително пречекорен, особено во периодот на претходната влада во втората фаза, кога бројот на пратеници на СДСМ беше многу мал, дои тоа вешто го искористи, едноставно преку леп добија погача, но од аспект на безбедност на ова меѓунационални односи сметам дека состојбата е исклучително стабилна, бидејќи безмалку и да немам испади на меѓунационална основа, оние тепачки кои што на времето имаше по автобуси или друг ризик, во овој момент сметам дека не постои, но оваа тема е многу сензитивна и во било кој момент таа може да биде злоупотребена, но можам да забележам дека сега никој не се осудува, да кажам, да злоупотреби на тако вулгарен начин, иако претходно пред секој избори тоа го имаме од страна на... А посебно што дуи сега во опозиција, беа тие кои што беа главните актери во војната. Стојан Чангелов, гостин во тема на денот, ви благодарам. Благодарам. Лазарови поворки се одржуваа во повеќе градови низ земјава, за прв пат околу 200 деца продефилираа и во Охрид. Околу 200 деца заедно со своите родители беа дел од Лазаревата поворка која за прв пат се одржува во Охрид. Со врбови гранчиња во рацете, пејќи песната, каже Лазаре. Поворката се движеше од градскиот плоштад па се до црквата Успење на Пресвета Богородица Каменско. Многу сум среќна затоа што тоа е еден начин како да се возобнови старите традиции, да се возобноват, исто така да се поттикнат младите да учествуваат во вакви културни настани и да се израдуваат сите. Јас сум среќна и возбудена, бидејќи ова ќе ми е прва година што ќе учествувам на оваа поворка и секако дека и следната година ќе дојдам и заедно ќе одам со децата и ќе учествувам на оваа поворка. Ова е стара носија што ми ја даде баба ми и е традиционална македонска носија. Песната се вика Кажи Лазар. Јас денеска сум многу среќен и радосен што учествувам и би сакал да учествувам и другата година. Овој обичај има длабоки корени во македонската и духовната културна традиција. Оваа година за прв пат во Охрид се возобновува една стара духовна традиција. Значи Лазарева сабота е празник на љубов, на надеж. Тоа е денот кога се потсетуваме на Лазаревото воскресение.
Овој празник се одбележувал со Лазареви поворки. Така да оваа година за прв пат во Охрид одлучивме и ние да се зарадува Охрид со една ваква убава поворка. Инак утре на празникот Светници овие врбови гранчиња ќе се раздаваат на верниците, а со цвеќињата се украсуваат храмовите и домовите. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Во продолжение великденската порака од скопскиот бискуп и струмичко-скопски епарх Киро Стојанов. Следејќи го примерот на својот учител и Господ, христијаните ја добиле власта да бидат знак за светот во негово име и повикани се да им понудат помирување на сите луѓе, упатувајќи ја својата молитва на благодарност кон Бога во името на сите. Како христијани, ние можеме да бидеме светлина за луѓето на нивниот пат кон Бога. Нека воскреснатиот Господ навистина не води и не обликува според неговата волја, за да бидеме вистински сведоци на оној кој умре и воскреса за нас. На сите вас ви посакувам честит празник Воскресение Христово Великден, Христос воскреса.